Почитувањето на човековите права представува темел на секое демократско општество, а безбедноста и здравието при работа представува едно од основните права на работниците. Според проценките на МОД, работниците во глобални рамки доживуваат 250 милиони несреќи годишно. До денес, земјоделството предничи како број 1 убиец, на кого се надврзуваат градежништвото и тешката индустрија. Од вкупно 335.000 фатални несреќи при работа во светот, околу 170.000 смртни случаи се случуваат во земјоделскиот сектор. Земјоделскиот сектор во Македонија представува клучна стопанска гранка преку која се вработуваат најголем број на работници, а нивните ангажирања може да бидат сезонски или постојани. Во периодот од 2017-2020 година, просечно 45% од вкупниот број вработени во државата, 342.474, се вработени во руралните средини. Од вкупно 111.033 лица кои се занимаваат со земјоделство, 35%, 38.478 се неплатени семејни работници. 49% се самовработени и околу 15% се редовно вработени. Околу 17%, 18.379 лица од вкупната работна сила ангажирана во земјоделството е ангажирана на скратено работно време или на сезонска основа. Според МОД, за 2021 година, најголем број на несреќи кои резултирале со смрт има во дејности на домакинствата како работодавачи, дејности на домакинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби. Дејностите на домакинствата како работодавачи во голем дел ги опфаќаат земјоделските работи на своите имоти и каде земјоделството е примарна екзистенцијална дејност. Најголемиот број на несреќи во оваа дејност се случиле со земјоделска машина трактор, при вршење на земјоделски работи, транспорт или при учество во сообраќај, а загрижува изголемениот број на хронични и малигни заболувања поради неконтролираната употреба на хемикалии во земјоделското производство. Затоа, воспоставувањето на ефективен систем за безбедност и здравје при работа во земјоделството е од исклучителна важност со цел да се овозможат безбедни земјоделски работни места и здрави производи. За здрава храна и безбедни земјоделци.